Добро вечер, почитувани гледачи. Голем е бројот на физички и правни лица кои се заглавени во урбанистичките лавиринти. Со години се водат судски спорови без конкретен епилог. Тоа е изгубено време, изгубени пари, изгубени нерви. Денес ќе зборуваме токму на оваа тема, а мој вечерашен гостин е господинот Ацо Спировски, извршен директор на акционерското друштво Трудбеник од Охрид. Добре дојдовте во Лупа. Ке зборуваме на една интересна тема. Многу граѓани ги тангира. Некои се осмелуваат јавно да зборуваат, а некои не. Сме зборувале на истата и пред неколку години во оваа иста емисија. И еве ме интересира докаде се случувањата околу процесот кој што се води уште од далечна 2011-та. Тоа е кога земјиштето каде што се наоѓаше оваа градежна фирма Трудбеник и бараките на Трудбеник беше отуѓено и продадено на Фибула. Што се случува од тогаш наваму? Еве, на почетокот можеме да се навратиме во далечната 2011-та, да видиме како се случи тој процес на отуѓување и како беше прескокнато всушност акционерското друштво Трудбеник, зошто беше продадено ова земјиште на друга фирма и докаде е сега спорот кој што се води со години? Прво добро вечер на сите гледачи кои следат оваа емисија. Мада би сакал да кажем добар ден, зашто целта е да го добиеме светлото, а не некои случувања што кажуваат на огромни незаконитости, алчност, корупција и така натака. За жал, се случува на институционална корупција и моите очекувања се дека работите во однос на ова прашање и воопшто прашањата кои тангираат сите граѓани кои сакаат да си ги остварат правата, онај што му седуваат по закон, ќе можат да ги остварат на начин што јасно, јавно ќе укажат на неправилности, а институциите да се охрабрат да постапуваат на законит и чесен начин. Сакаме да се декларираме како правна држава. Дали функционира правото и законите кај нас? Еве од вашиот пример и од овој спор кој што се води години наназад. Јас мора да се сложам, иначе јас сум припадник на ВМРО-ДПМН во првиот парламент, меѓутоа не со исти ставови на претходното раководство, која сметам дека во одредени делови, иако имаше прогресивни работи, случувања, меѓутоа во поголемиот дел ја урни со државата, со тоа што почна да се меша во институциите, да дава команди, командите одгоре се губат од долу, некој, за жал, ќе земе некоја лична корист горе и со силата и моќта и управувањето кое ги има, наредува на институциите долу и веќе се расипува сета работа во целото општество, од кое последиците на крајот ги трпат граѓаните. Мислам дека со денешно моje гостување и укажувања на определени работи кои се случувале околу оваа локација, на граѓаните ќе му стане прилично јасно. Ова е како еден еклатантен пример на нешто, некој што не му припаѓа да го земи. Меѓутоа, не се работи за работи од мали вредности. Па сега тоа земјиште беше продадено за 20.000 евра, но неговата вредност е многу кратно повисока. Да. За кои цифри станува збор? Прво, начинот на продажба и односот на државата према фирмата не беше на законит начин поставена. Тоа е број 1. Зошто? Заради тоа што државата во моментот на продажбата знаеше дека на тоа земјиште екзистира, работи, тука е седиштето на фирмата, тука е имотот на фирмата, работи Трудбеник. На тоа земјиште имаше легално поставени објекти, кои се купени со одобрение за градба, купени во трансакција на Македонската берза, и тука беше седиштето, имотот, инфраструктурата, инсталациите, водоводи и така натака. И се уште тие се таму? Се уште се таму, се уште се таму. И на тој и начинот на државата да го продава земјиштето не беше во ред од причина. Никогаш држава не може да продава земјиште нерасчистено. Значи требаше, ако веќе така одеше,
да се најдеше начин тие објекти дали да се рушат, да се тргнат, да го исчисти теренот и најлошото во сето тоа, што се случи према мене една огромна измама и кражба на фирмата, е тоа што во моментот на продажбата, фирмата го имаше корисничкото право на тоа земјиште. Тоа корисничко право на тоа земјиште му даваше правото да го оствари, да ја оствари собственост. Значи, со правото на собственост ние бевме ускратени. Земјиштето отиде на тендер, на јавен повик, земјиштето отиде со овие терети. И тоа се продаде со овие терети. Се продаде, а корисничкото право и објектите, рушењето следува после. Ме разбирате? Значи се продаде во април, а тие почнаа во септември да го земаат корисничкото право, од после да чистат локацијата. И после имаме многу случувања, самото министерство ги увиде овие работи и почна да не издава документи, односно оваа постапка, што ја започна на еден начин ја замрзна и тука. А кога ја замрзна постапката? Дали сега ова министерство или уште Значи, предходното министерство, од кога ги увиде овие работи, ја увиде целата грешка, а на повикот се јави Фибула. Фирмата Фибула се јави и таја... Дали вие воопшто знаевте за тој повик? Јас дознав за повикот, меѓутоа, знаејќи ги правата, Мислевте дека нема потреба воопшто да се пријавувате? Немаше, заради тоа што знае дека тука има имот, има корисничко право, ние бевме во постапка за приватизација на земјиштето. Значи, тоа што важи уредбите и сега ќе важат, кои се врата состојбите назад, дека тоа земјиште исклучиво правото на собственост ги има трудбеник. И од тие аспекти ние реагиравме во министерството и како што гледам, Министерството не му даде договор на Фибула за купопродажба на земјиштето. Исклучиво во тогашните моменти надлежно беше Министерството, односно државата, да врши продажба. Така, тогаш беше земјиштето во 2011-та, се уште беше собственост на државата, да го односно општината немаше никакви права да располага со тоа земјиште. Сега во 2014 година, 31.1. се случил склучувањето на договорот, значи за продажба и тоа е извршен со електронско наддавање. Дали некој знаеше за ова електронско наддавање? Значи, тука има многу повеќе моменти. Првиот момент е што општината склучува договор со Фибула. Општината склучува договор со Фибула после 3,5 години. Општината склучува договор со Фибула 3 години од кога веќе е продадено земјиштето. Преку 3 години. Значи, од кога собственоста преминува во општински ингеренции, а претходно требало државата тоа да го направи затоа што беше државно. Не само што него законот за градежно земјиште во 2008 година укажуваше дека исклучиви надлежности ингеренции во однос на државното земјиште има државата. И како сега доаѓа до овој момент? До овој момент доаѓа после, од кога доби општината ингеренции, таа ги доби во 2012 година. После година и пол дена добива ингеренција да стопанисува со земјиштето. Значи, пак е собственост на титуларот државата, меѓутоа правото на располагање со градежно земјиште го добија општините. Меѓутоа, општините не може да се враќаат во состојби назад, кога не го имале тоа право. Што се случувало во тие 3 години? Значи, од 2011 до 2014? Тие 3 години се случи криминал во општината. Класичен криминал. Односно, кога тоа го викам, значи, поранешното раководство, со одредени одговорни лица и подписници на општината, направија класичен криминал. Зошто тоа го викам? Односно, направија низа на незаконитости. Првата незаконитост која направија, значи, склучува договор кај што немат законски основ. Втората незаконитост која направија, се врзуваат на договорот на јавниот повик, кој беше во април месец, вика продадено во април,
а продажбата е констатираат во самиот договор на друг датум, на 23 Не соодветствува, август, двата меѓутоа датуми. измислуваат датум. А зошто измислуваат датум? Заради тоа што во моментот на продажбата, во моментот имаше закажани предвремени парламентарни избори. Антикорупцијска комисија, како тогаш, така и сега, упатува, нели, ево да се подсетиме, директорот на затвора не може да се смени заради предизборија. Значи, сите постапки од јавни набавки беа замрзнати. Да. Некој го виде тоа и измисли датум, општината и определени лица од Министерството за транспорт и врски, значи, измислија датум, најдоа во август и измислија електронско јавно надавање. Електронско јавно надавање, значи, учество на повеќе лица, никој ништо не разбра, нити учествуваше на тоа електронско. Некој тоа го измисли и ние од општината по судските постапки ги натеравме да ги дадат документите. Ги добивте ли документите? Ние добивме многу малку документи, зашто ги кријат. Многу, меѓутоа и тие што ги добивме се предоволни да се види криминалот. Односно добиваме известување, да речеме, граначалникот, дека неодржано тоа електронско јавно надавање се јавила фигура на ден 23 и така натака, и вика прилог записници. На основа записниците ги добиваме записниците, гледаме таму управителот на фибула во 4 очи си го продава со некоја таму комисија од транспорт, си прават тезга систем, си го купват, си го продаваат земјишто на во 4 очи, непосредно, како електронско, какви бакричи. Значи сите тие работи ние укажуваме на судските постапки и ги докажуваме во долги и тешки процеси кои многу тешко одат. И докаде сега тој процес ме интересира? Значи, еве со сите овие докази кои што ги имате, со сите овие факти кои што ги приложувате до судот, докаде е постапката стигната? Видите вака, имате вие предмети и предмети. Имате неколку постапки паралелно се водат, значи не, за во друга овој... смисла сега да кажам. Имате предмети и предмети. Овде не се работи за некои мали работи и така ќе ги скријаме. Овде има големи интереси. Значи, ако е земено земјиштето, а како што беа навикнато поранешното раководство да купува за 1, да продава за 500, овде е идентичен случај. Овде се работи за сосем идентичен случај. Значи, едно земјиште на кое немале право да продават, го продаваат во 4 очи, го прави ненадлежна институција во тој момент, без овластување, без закон, со фалсификати, а знаеме дека тоа земјиште, ако е купено за 20.000 евра, вреди најмалку 4 милиони евра, тогаш апетитите растат. И овде имаме веќе, ние не зборуваме за некој ситен криминал. Овде зборуваме за многу тежок криминал, на кого веќе, ако фибула веќе купила за толку ефтино, таа веќе може и да части. Може да части и суди, и политичари, и така натака. Ја мислам дека тие случувања се и такако присутни овде. Но зошто затоа што има простор за манипулација. Така, ми се наметнува прашање, ако финансиски фибула е толку можно, зошто досега ништо не направила на тоа земјиште, затоа што со самиот договор беше обврзана во рок од 5 години да изгради објект на тоа земјиште. Зошто досега тоа не е направено? Видите, овие работи одат и во кривичниот дел. Имаме исто така поднесено пријави до надлежни институции. Имаме приложени докази. Значи, првото купување и внесувањето на фибула немаше врска со фибула. Тоа ќе се докаже, ќе си докажи обвинителството, истрагата, ќе ги докажи тие работи. Зошто? Зашто тие ќе кажат. Фибула немаше пари. Фибула беше внесена во еден повик кај што не исполнуваше услови. Во која смисла? Вие прашувате и ќе прашате зошто трудбеник не се јави. Ние имавме законски рок. А како да се јави трудбеник? Како да се јави ако викаме не е тендер, ако не е наместен? Во самиот тендер внесени се елементи да не може да се јави не само некоја фирма од Македонија или лице, него од цел регион. Значи имаше услови таму поставени да речеме да поседуваш 5 хотели и резорти, ланци. Тоа како услов. Кај може да се јави трудбеник или било која фирма во Македонија или било во Грција или Бугарија кај сакат. Значи некои ненормални работи се пишат
да немате пристап. Па Фибула како ја најдоа дека ги исполнува тие работи, која таа е една обична агенција, туристичка од Скопје, која е сервис на Корендон, кој носи холандјани во Охрид. Значи, манипулација е бескрај. Меѓутоа, во предизбори ја сака нешто, некој да го открани тоа. Фибула беше фактички внесена и наградена со хотелот Изгрев. Да го земе на долги години закуп, таму да инвестира, и ден денес Фибула нема пари. Да не се правиме најуни, затоа што знам, во Шпарка се банка, за реновирање хотел и низините потреби, таја должи близу 3 милиона евра. Кои хотели, кои бакри? Овдека не се работи. Овде се работи некој друг да влези, сетото судо да го испокрие и да си прават профит. Значи, по повикот и по тендерот, како што беше објавено, онај кој што го зема по тие и тие услови, требаше да го гради. Сега ние имаме, сакаме да ги пикниме нив и некој да видиме таму. Кој што не треба. Значи, вие според сите сознанија кои што ги имате, сте убеден дека Фибула немаше да гради на тоа место, туку ќе градеше Не сум убеден, јас сум знам. некој и трето лице. тоа може да се провери, не е проблем. Верувате ли во институциите, конкретно во Министерството, во сегашната постава на локалната самоуправа? Имате контактирано, предпоставам, со сите нив, а на крајот на краиштата и во судот, дека сето ова ќе добие еден епилог, како што реков на самиот почеток, и дека ќе се разјаснат работите, што и како се случувало во позадина? По инерција, јас, како што гледам како одат процесите, за жал можам да констатирам дека во Охрид имаме исплашени судии. Дека немаме добри судии. Јас не знам и од што се плашат. Тоа е судија. Ја постапува по некои насоки од некаде, некој што земал пари, за да се покрие, му вика на судија, суди така и така натака. Тие работи се присутни. Јас можам да ви кажам, јас сум таков. Присутни се и за жал го расипуваат целото општество. Значи, тие работи треба да прекинат. Јас очекувам и малку сум и позитивно изненаден, како што е почнато, иако нема резултати и криза, меѓутоа новата власт, во однос на поранешната, е многу поразбрана во овој дел, ги гледа работите и не може најмеќе да ги чисти, меѓутоа ние укажуваме. Укажуваме на штетата која е направена, ована, со сегашна локална власт, мислам дека се имаме разбрано, имат веќе тие еден добар потез направено, што самите поведува постапка за раскинување на договорите со Фибула заради неисполнување на обврските по договорите. Оде морам да кажам дека уште работи што се влече во судството од старата власт, како договорот за раскинување кој го поднесе поранешниот градоначалник, за жал преку близу 2 години седеше во фиока, во судот. Не знам од кои причини не влезе во процедура, ише да се разведува, и сега веќе на 15.3. наредниот месец имаме закажано расправа помеѓу Фибула и општина, каде што ние како фирма сакаме да се замешаме, ако ни дозволи општината, каде што општината бара да се раскинат овие договори. Меѓутоа, зошто јас денеска се појавувам? Сега тоа сакав да кажам, значи кој е онај критичниот момент. Вие имате сознание дека во понеделник Фибула планираат да влезат во просториите на некогашен трудбеник. Што тоа ќе значи? А се уште не е раскинат договорот од страна на општината. Во фаза е можеби на раскинување, ама не е раскинат. Што ќе значи тоа понатаму? Направена е на компликација, значи незаконското стекнување, кој е во фаза на докажување. Значи, ние сега сме многу слаби и да кажеме, затоа што немаме судска потреба. Меѓутоа, општината е таја, поранешното раководство која му даде имотен лист на Фибула. Таја му го даде, на незаконити начин, да посетиме. Значи, таја му го даде. Правото на имотниот лист црпи други права. Ги црпи значи, правата. тие всушност се повикуваат на тоа право? Да, тие викаат, ние си купивме земја, си ја плативме земјата, општината ни даде, имаме имотен лист, сето тоа е така.
Нели? Сето тоа е така. Сега викат, ајде да ве нема таму. Со објекти, со она. И сега е моментот на прекашување, затоа што роковите се стесна. Општинава треба да се појави на 15. Овие сакат на 4 влезат. Општината тоа може да го спречи ако ја почитува намерата, ако се тргне од влијанија, ова работа може многу лесно да ја спречи општината. Како тоа може да го направи? Кои Значи се механизмите? да побара времена мерка, Фибула се воздржи од действија према тој простор, затоа што има спор. Не само што има спор. Значи четврти е во понеделник, остануваат уште колку? Уште Да, и сега 4 дена, од кои што 2 се викенд. Сега е може ли тоа да се направи за толку кратко време или веќе нешто се прави? Може се уште, јас цело време инсистирам. Значи одам кај новиот ВД градоначалник, кај секретарот, кај службите, одам му кажувам, пишам, кажувам на последиците. Зошто ова го кажувам? Сега на тест е ова општина да каже или ќе почитува законитост или не. Не сум јас тој што ќе кажам и што сум прав, може и јас грешам. Меѓутоа го осеќам моментов дека доколку не ја спречат Фибула да ја уништи фирмата Трудбеник, да влези во просторот, да руши со судски амин по основ на имотниот лист, тогаш општината се согласила и во иното раскинување, не знам како ќе исполни, меѓутоа ако му го даде владеението, општината ќе предизвика после нови тужби, ќе се јават нови спорови, во однос да му го одземе тоа владење. Значи, општината ја допушта Фибула или не ја допушта на овие простори? Значи сметате дека ова е критичниот момент? Не да е критичниот, него тука имаме или немаме криминал. Сега ние викаме новата власт. Јас се надевам и кажав, и ја пофалив, затоа што видов постапки дека влечи овој проблем да се реши и покренала и тужби. Меѓутоа не треба со една времена мерка застануват сите работи. Застануват и да видиме како излегува. Меѓу другото, ние имаме, јас лично како акционер, доминантен на Трудбеник, и како фирма имаме 2 тужби тековни во судот во Охрид, каде што бараме поништување на договорите, заради тоа што не се склучени во законска форма. Се извинувам. Вие всушност сакате враќање на постапката на едно првобитно ниво, тоест во 2011 пред да се случи оваа продажба. Нашите желби никој не ги. Тоа се желби, ние сакаме законитост во постапката. Заради тоа што по закон ако една работа отишла и не завршила, значи во случајов повиков, така е по закон. Состојбите се враќаат назад. И овдека имаме во општината теми, дилеми, дека ако го расипиме ние договорот со Фибула, ние ќе продаваме земјата. Значи, треба таму да седне еднаш правната служба, стручните лица, да го расчистат прашање. Јас кажувам, тврдам, затоа што сум прашувал. Работи, што значи раскинување договорот и враќањето на состојбите во поранешна состојба, заради тоа што го по закон. Тоа интересира и граѓаните, затоа што дали Трудбеник ќе гради или ќе гради Фибула, за нив можеби не е толку значајно. Не можете да му земите законското право на Трудбеник да ја оствари сопственоста на земјиштето. Заради тоа што, кога ќе се вратат состојбите назад, ние имаме корисничко право. И на тие состојби државата ќе ни го даде, не општината. Општината нема право таму да се меша. И тоа треба да му е јасно. Ако не е, нека прашат било како, може да грешат. И тоа јас сум убеден дека тоа е така. Затоа што сум прашувал и во имотно правни, како да состојбите, како да урбанизмот. Имаме искуство. Многу искуство имам во дел и знам точно што зборувам. Меѓутоа, јас тврдам дека Трудбеник е украден во случајов. А да се подсетиме, Трудбеник беше многу успешен, многу и претерано. Одеше многу силно напред. Сега е 10 години спречен да оди напред, уништуван. Ние должиме на државата. Значи, Трудбеник должи на државата за неисплатени придонеси после на пензијско. Значи, намерата на Трудбеник е да си ги оствари правата, да си дојде до профит на тоа земјиште, да си ги плати обврските.
Ние должиме и по други основи, према други лица. И сите тие лица не треба да даваат трудбеник. Да не ни се пикнат овакви. Доколку ви се врати собственичкото право на тоа земјиште, кој е планот, значи, кој е визијата, што со тоа земјиште? Планот е одавна направен и се уште стои тој план. Јас си остварив средба со идниот инвеститор, со новиот градоначалник, кој му и кажа намерите, тој е наш човек од Америка, меѓутоа работи во конзорциум со повеќе. Основата на неговиот влез е многу убава, многу здрава и владата може да ја провери и ја знае. Затоа заради тоа што тој веќе е присутен во македонските простори и веќе има 2 фабрики, гради и трета, во Македонија. Тој е докажан инвеститор со сериозни намери, меѓутоа сака, јас имам долгогодишно пријателство со него, сака на здрави основи. Значи, и по законски начин. Многу логично, да. И по законски начин сака да си Никој дојде не сака тука. да се пушти во некакво... Ама тука се инвестиции од голем обем. За тоа ќе зборуваме во вториот дел на емисијата, значи околу состојбата на ова акционерско друштво, што се случува во моментов со трудбеник, рековте дека сте 1/10 години стопирани во извршувањето на вашата основна дејност, кои се вашите идни планови, визии, дали може да се променат работите, да тргнат на подобро и малку сакам и да ве потсетам на една, можеби, подамнешна ваша амбиција, кога имавте и политички аспирации. Но за тоа малку во вториот дел, малку сега ќе ве одморам, следуваат реклами. Важи. Алмеро, прва и единствена фабрика во Македонија специјализирана за производство само на душеци. Традиција на квалитет и префинетост. Првокласни природни материјали од сите страни на светот, изработени од најталентираните и највештите мајстори. Комфортни душеци за вашиот совршен сон. Препознатлив дизајн и врвен квалитет веќе 30 години. Производи од богатата палета на Алмеро можете да најдете во салонот за мебел Илјачка во Струга. Животот секогаш може да биде побогат. Побогат за мигови на бескрајно уживање. Побогат за блискоста што ја чувствуваме кога сме заедно. Збогати го животот со најубавите чувства, што ти ги создаваат новите богати супи на Подравка, со изобилство внимателно одбрани житарици и зеленчук. Подравка. Викенд акција во Миса Маркети. Миринда Дуо Пак 2 по 1,75 литри за само 75 денари. Биено кравио сирење вакуум 1 килограм 299 денари. Кинкат медењаци 400 грама 69 денари. Течен сапун со пумпа 500 милилитри за само 39 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Не ја пропуштајте можноста да ги пробате квалитетните јадења во Бистро Вилидж. Сега по уште пониски цени. Покрај стандардната понуда, менито го збогативме со нови оброци. Похована панга за 90 денари, лосос филе за 100 денари, риба ослич за 75 денари, свинска шницла за 100 денари, ќофтево сос за 80 денари, подпечени макарони за 65 денари и сето тоа со гарнир по избор. Комплексот Вилидж Вања Камчев се наоѓа на 250 метри од меѓуградската автобуска станица. Ве очекуваме. Телефон 046 200 479. Агротехна и во Охрид. Во новиот продажен салон можете да ги купите производите на Вокс со 15% попуст, а на Северин, Макс и Адлер по 20% попуст. Специјални цени и на машините за перење Вокс од 8.999 денари. Фрижидери Вокс со надворешна комора по цена од 7.999 денари.
LED телевизорите на Електра од 5999 денари и смарт LED телевизорите на Електра од 7999 денари. Микропечки Макс по цена од 2999 денари. Агротехна, ваша семејна компанија. Железарија Мајсторче на веќе познати локации на улица Питугули. Збогатена понуда за најквалитетна санитарија и опрема за бањи. Ви нудиме широк асортиман на рачен и електричен алат, бои и лакови, се од електрика, ХТЗ опрема, се за водовод и канализација, гипс табли, сите видови на лепила и глед маси, лајсни и дополнително голем избор на керамички плочки и ламинатни подови. Постојани сезонски попусти и акции. Гаранција за квалитет и врвна услуга. Железарија Мајсторче. Искористете го свежото овошје и зеленчук и наполнете го телото со енергија. Брзо, лесно и здраво со единствениот NutriBullet. Но почекајте, сега имате можност да го добиете со најдобрата цена до сега. Само со оваа ограничена понуда, 12-делниот NutriBullet сет ќе биде ваш за неверојатна цена од само 4990 денари. Не чекајте, нарачајте веднаш. Кам, постојано ниски цени. Павлака со пиперки 1 килограм 159 денари. Свежо пилешко филе 1 килограм 249 денари. Бомбонjera 200 грама 115 денари. Сет за маникир и педикир 449 денари. УВ лампа за сушење гел лак 649 денари. Кам, купувај мудро. Продолжуваме ние со нашиот разговор. Мој вечерашен гостин, за гледачите кои што можеби подоцна се вклучија, Ацо Спировски, извршен директор на акционерското друштво Трудбеник од Охрид. Зборуваме за еден спор кој што се влечи веќе 8 години и за едни неправилности при одземањето на земјиштето кое што беше во собственост на ова акционерско друштво и се она што се случуваше од тогаш наваму. Уште малку сакам на таа тема, па потоа ќе преминеме и на некои други, повторно се поврзани со акционерското друштво Трудбеник, но и некои ваши други амбиции што ги имавте во минатото. Ме интересира, еве сега токму во предизборието, што размислувате на таа тема. Но сакав да ве прашам, бидејќи рековте дека беше овој договор оспорен и од Министерството за транспорт и врски уште во претходната влада. Значи, тоа малте не му доаѓа дека си ја признаваат грешката. Да, токму така. Дали имате поддршка од државата? Како таа реагира на целиот случај? Па мене ме чуди која храброст на општина Охрид што влезе, пранешната раководство, што влезе во вакви матни работи. Со која храброст, освен ако нема интереси. И тоа не може да се скрие од јавност. Меѓутоа, јас на моје инсистирање неколку пати пишував до Министерството и сите служби, добив и одговор званичен од Министерството за транспорт и врски. Мислам дека и кај вас се наоѓа. Да, тука е, да. Па и да го приложиме, не знам колку ќе може тоа да се види на камера, но да. Тоа е многу силен документ, значи тоа е документ од владата на Република Македонија. Важно е што овие документи се доставени таму каде што во судските предмети, меѓутоа судите малку како да не ги гледаат.
А државата нешто им кажува. Значи, државата укажува дека за овај повик, за овај тендер, се применува исклучиво законот за градежно земјиште од 2008 и измените од 2010. Значи, државата укажува јасно во овај документ, вика, исклучиво може да се применуваат овие закони. Примената на измените од 2011 и натака немаат место во оваа поставка. Не може да се врати. И државата, значи, зазема страна, на страната овај пат према мене, во смисла да си го остварам своето право, и му укажува. Тука веќе ова интересно е за, пошто влеговме во јавното обвинителство, понесовме пријави против соодветни лица, кои биле вклучени во оваа постапка, можеме да кажам едно лице од урбанизмот во Охрид, кој сета ова работа има правено, меѓутоа, ќе си кажат, поднесена е против Фибула, против одговорното лице во Фибула, кој во 4 очи ја купи земјата, поднесено е до раководителот во Министерството за транспорт и врски, која спровела оваа постапка. Значи, ова работа ќе се не е проблем да се докаже, да се открие. Меѓутоа, јас пак викам, она понеделник што следи, ако заслужува Охрид, институциите во Охрид, полицијата во Охрид, јавното обвинителство, судот, сите, ако ова го дозволат, нека му е на час, меѓутоа јас нема да попуштам. Тоа сакав да ве прашам, дали продолжувате и понатаму? Не, покрај ова јас имам, јасно тоа е. Значи, имам известен антикорупцијска. Таму веќе има оформен предмет, имам известено Transparency International, невладини, имам известено Бейли, имам известено турскиот амбасадор, пошто овие фигури се повикат на некои права нивни. Значи, јас и судски одлуки што ќе ги добија, ќе ги доставам. Меѓутоа, затоа Македонија добива ниски оценки. Не заради тоа. Јас не ја штетам Македонија, јас сакам здрава Македонија. Здрави институции, законско однесување, почитување. Укажувам, ќе се направи голема штета, ќе ја предизвикаме јавноста. Сега ни следат избори за Охрид. Јас сум преблагодарен на починатиот, секоја му чест, нека почива мир, починатиот градоначалник, го осадив како многу чиста особа. Искрена да помогни, не сакаше да влеги во незаконски работи. Меѓутоа покрена тужба за раскинување на договор со Фибула. Имавме и претходно, како што кажав, една замрзната. Значи, тој процес, тој што почна, сугерирам да го продолжи и сегашниот веде. Тој е премлад, затоа има служби, да му укажувам што ќе се случи во Охрид, зашто ова нема така да заврши. Нема да заврши, тие можат, имат судска одлука, можат се со сила, дури и полиција ќе штити. Ќе штити криминалците да влезат таму, да рушат. Секоја ни чест, браво, докај дојдовме. Тоа е. Ние тука ќе сме, значи ќе го следиме овој случај понатаму, ќе се информираме што е и како е, да се надеваме дека законот ќе биде над се и ќе се земат и разумот, да ќе се земат во предвид сите оние факти кои што ги имате вие доставено до судот и на крајот на криштата и ќе се земе во предвид тоа дека се водат судски постапки, па треба да се почека да се види што... најдобро е, значи извршителот, имам овде еден извршител од Струга. Извршителка. Не ги интересираат само пари. И таа има документи, може да постапува. Секој друг извршител која ќе види една плејада на судски предмети би почекал. Не би правил штета. Ме разбирате? Значи, та треба да се замисли. После имаме и времени мерки, апелација уште не кажала. Јас си сугерирам да не се истрчува. Нити да ми прости, нити ќе и простам. И сугерирам да не се истрчува, заради тоа што ќе направи ненадоместива штета. Не се само парите и личните интереси. Зашто овде имаме
Во Трудбеник има акционери, 450. Тоа сакав да прашам, значи едно без друго некако не оди овој случај, Не тесно оди, поврзан, да. значи со Трудбеник. Што се случува со ова акционерско друштво? Затоа што имаше таму, како што рековте, и вработени, не се регулирани некои односи, не се исплатени придонеси, не се исплатени некои давачки према државата. Значи, што се случува во моментов и што планирате понатаму со ова градежно предпријатие? Како ќе се одвиваат работите? Подемот на фирмата одеше перфектно, додека не се јавив за независен градоначалник од 2005-та. Од партијата ВМРО си имавме некои работи, меѓутоа од која се јавив тогаш, за жал, премиерот во бегство го стави на листа на отстрел Трудбеник. Се каете ли од ова дистанца за тој ваш потек? Не, воопшто. Јас сум Би го исправен, направиле и храбар сега човек. истото? Секој пат. Секој пат. Меѓутоа, не би се светел на овој начин, затоа што ми се украден локал во Скопје. Фирмата одеше поден, почна да ја блокираат, да ја зема земјата, фактички ја ништеа. Јас обстанав. Колку и ден денес обстанувам. И овие обврски према пиомот јас во 90% се исплатим, меѓутоа стојат како обврски. Јас сакам 100% да си ја завршам работата. И према сите тие што побаруваат. Меѓутоа, инструментите ги користеше владата. Му помагаше и и правобранителот во Охрид. Сите му помага. Значи, една за секој пат. Институциите во Охрид, барем во Охрид, ние веќе народот се буди. Не може да трпи. Треба институциите да се охрабрат и да си работат работата. Да си работат исправно. Да ги слушаат командите од поголемите, али исправните луѓе. Ме разбирате? Не можеме, иначе многу ни е тешка работата. Се наоѓаме во еден период кога се поинтензивно, значи се зборува за избори. Председателските ни се редовни, вонредник имаме за жал поради несаканата ситуација во нашата општина и ќе имаме и локални предвремени избори. Вие реков бевте кандидат за градоначалник во далечната 2005 година. Тогаш го доби првиот мандат Александар Петрески. Тоаш бевте, ако се сеќам добро, па можеби 10 кандидати за градоначалници. Да. Правевме ние посебни така и интервјуа со сите вас, да ве запознат граѓаните и од една друга страна, малку и од приватниот, и од професионалниот, но и од приватниот дел. Што од тогаш до сега е сменето еве во градов? Дали ги гледате работите дека се придвижуваат во нека позитивна или во негативна насока? Дали некој од вашите визии што сте ги имале, некој од минатите градоначалници ги реализирал или започнал да ги реализира? Каде го гледате градов во иднина? Што очекувате од овие локални избори? И дали можеби сте размислиле и повторно некојаш да се кандидирате? Па вака, сега, значи, во времето кога бев кандидат, владеа идеи, програми, докажување и беше многу убаво, симпатично сето тоа да се доживи во позитивна смисла, секој со својата мисла, со своите прогресивни идеи и размислувања како градот би дошол до едно поуредено место за живење, повесело место и така натаму. Значи тогаш работеа програмите и беше подруг. Сега амбиентов го осеќам малку депресивен. Ево, и да се вратам на локација. Зошто викам депресивен? Заради тоа што луѓето кои влечат се ништат на еден начин. Ние имаме проблем само од корупција. Ова држава само од корупција има проблем. Кога би ја немала корупцијата, ова држава ќе оди премногу. Меѓутоа се случи една многу убава работа. Веќе со приемот во НАТО, каде што сме на вратата и званично да станеме, многу работи ќе се менат. Многу други правила во однос на на експонирање се судовите и секаде. Значи корупцијата како така ќе почне да се не можеме скроз да ја уничиме. Меѓутоа можеме да намалиме, да дојдеме до здраво општество. На овој начин што направивме ние? Тие што влечеа напред, луѓето што можеа нешто да прават, ги застанавме, пробаме да ги украдиме,
да ги оневозможиме, место да им помогнеме. И што си направивме сите? Си направивме проблем во нашите фамилии, нашите деца да ни бегаат. Зошто? Не гледаат перспектива пар. Кој ќе прави? Како ќе прави? Овдека јас во локацијава можам да кажам трудбеник ако го сакаат или ако го ништат. Ајде да видиме што ќе. Меѓутоа, што му треба повеќе на општината да го помогне трудбеник, да го заврши процесот со фибула, како што треба да се заврши, да се вратат работите на трудбеник, да си влези веднаш инвеститор, ама кога викам веднаш, ние 10 години стоиме. Значи веднаш мислам што може од најесен да се случи ова работа. Да убаци преку 1.000.000 евра комунали веднаш за општината. Зарем е мало. Место да прават калкулации, ние ќе продаваме земјиште кој не му следи заради тоа што правниот сектор му кажува дека немаат законска форма. Некој треба му каже да видат кај се. Значи да си земат. Таа е локација уредена комунално. Значи таму општината не дава ништо, зашто не има авансирано порано во канализација, во асфалт. Таа е уредена локација. Да се построи градва, имат готови пари, да ги потребат за милион проблеми на изградот. Процесите понатак. Значи некој ќе гради, ќе зема плата, ќе се купува материјали, едно движење, да не бегаат работниците, следат. Ајде ќе се направи и објектите, па треба да се убацат луѓе, па да не се дава плата, па материјали, значи циклуси. Пак општината ќе се зема поврат 3% ДДВ-то, како што пак нови пари. Ама имаме нови процеси. Зашто ги кочат овие процеси? Кој ги кочи? Ги кочат арамите. Кој друг? Ќе се јави некој, ќе види ова, ќе земе евро, ќе продајме 500. И имаме еден таков, ето, слободно шета, отпора нешното раководство. Не може да опикнат затвор. Другите се разбегане лево-десно. Треба да се клајат крај на тие процеси. Мене ме се свиѓа министер за внатрешни работи. Да си ја тера работата. Убаво има почнато. Премиерот ми се свиѓа. Јас не прам лице. Нема да ми се свиѓа од понеделник. Заради тоа што е запознат. Или ќе го поддржувам силно. Значи, ако се дозволи ова во понеделник, јас знам што се случува, и правник сум, и стопанственик, знам што се случува. Значи, ако не се прекинат тие карики, работите ќе одат вака. Перспективите, место да не се отворат, ќе се затворат. Мислам дека општина Охрид може да оди многу напред. Има млади, убави луѓе има, сакаат нешто да направат. Тоа е. Така. Добро, мислам дека допревме до јавноста со ова тема. Се најдоа сигурно и други граѓани кои што се засегнати од слични вакви проблеми, реков, дали се физички или правни лица. Можеби ќе се охрабрат и тие да тргнат по овој трновит пат, да ја барат правдата. Реков, ние ќе сме тука, ќе пратиме се што се случува околу ситуацијата со ова земјиште и сите посакуваме навистина државава да стане правна, законите да бидат над се, а никој да не биде над законот. Таа си е правна, меѓутоа треба малку да се разберат институциите, во правна е. Не можеме речеме, ние имаме многу во држава, меѓутоа од 10, ако не чини еден, ги расипува сите други. Јас тоа го зборувам. Значи треба малку поќе ангажирање на сите и малку поголема храброст. Некако народов, кажав, е во депресија и страв, заради нешто. Зошто? Ако си ја работиш работата, што треба да ја работиш, има резултат. Ако примаш мисли погрешни, ќе се спротивставиш. Погрешни намери ако имаш некои недобри, ќе се спротивставиш. Заради тоа што си платен на тоа работно место и треба да одговориш на тоа работно место во рамките на овластување и закон. Овдека, ова што е направено, пак се враќам. Меѓутоа, тоа е тоа. Не личи на ништо. Ова е груба кражба. Ова е класична кражба, грабеж на фирма.
Се враќаме од каде што почнавме. Се надевам дека нема да имаме уште една емисија на оваа тема. Или пак ќе имаме емисија каде што ќе кажеме што конкретно се случи и дека правдата излегла на виделина. Благодарам за ова учество под лупа и ете што ги споделивте сите оние ваши мислења, ставови, факти со кои што располагате за овој случај. Благодарам и на вас. Мислам дека јавноста заслужува вакви теми. Што повеќе, нека и кажуваат луѓето проблемите. Ако не ги кажат, не можеме да дојдеме до здрава работа. Така. Само ако се каже проблемот, може да се дојде до решение. Благодарам за учеството.